ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Разговорите за климатските промени во Копенхаген се во застој. Голем број светски лидери треба да пристигнат кон крајот на неделата, но дали ќе имаат конечен документ за подпис? Се зголемува загриженоста дека напорите за борба против глобалното затоплување ќе пропаднат. Кина ги обвинува развиените држави за регресија, поветувањата дека ќе им помогнат на сиромашните нации да се справат со климатските промени. А пред заминување за Копенхаген во понеделникот, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун рече дека и натаму има верба, но додаде ако разговорите пропаднат, тоа ќе биде неуспех со потенцијално катастрофални последици. А од другите вести, сенаторите од Демократската партија денес во Белата куќа ќе се сретнат со председателот Обама во надеж дека ќе постигнат траен договор за мерката за реформи во здравствениот систем. Целиот демократски кокус инаку се состана синоќа по повод последниот приговор од страна на сенаторот од Конетикат Джозеф Либерман, кој не се согласува неосигурените американци на возраст меѓу 55 и 64 години да им се одобри можност да купат здравствено осигурување од програмата на која сега имаат право само постари лица, а без Либерман ке нема 60 гласови потребни за оневозможување на филибастер или одолговлечување на легислативата, што може конечно и да ја убие. Две граѓански групи велат дека компјутерски техничари пронашле 22 милиони електронски пораки од Белата куќа, кои се смета дека исчезнале за време на администрацијата на председателот Буш. Групите Граѓани за одговорност и етика во Вашингтон и Архива за национална безбедност соопштија дека пораките биле пронајдени на резервни ленти и се планира да бидат достапни на јавноста, заедно со други председателски податоци, и се верува дека ќе фрлат светлина на некои клучни моменти од претходната администрација. Имајте не пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerika.com. А конференцијата во Копенхаген се одржува во време кога е јасно дека зголемените температури имаат уништувачко влијание на сиромашните земји, особено во субсахарска Африка. Африканските лидери дојдоа на форумот со големи надежи дека богатите ќе им помогнат во надминување на недостигот на храна. А каква е ситуацијата таму, ќе видиме од следниот прилог од Адис Абеба. Изгладните деца се честа слика во народните кујни во Етиопија. Откако пред 25 години од глад умреа 1 милион лица во Источна Африка, денес уште има премногу луѓе кои немаат доволно храна. 3 години поред нема доволно врнежи, сонцето ги пече по лињата, нема жетва. На рогот на Африка на 20 милиони луѓе им треба итна помош во храна. Тед Чајбан е директор на канцеларијата на УНИЦЕФ во Етиопија. Тој вели дека сушата последниве години е редовна појава. Тешка е ситуацијата, климатските услови се повеќе ни го отежнуваат животот, хаос во регионот. Премиерот на Етиопија Мелес Зенави ја предводи африканската делегација на самитот во Копенхаген. Тој вели дека Африка страда од гревовите на богатите индустријски развиени земји. Африка не допринесува за глобалното затоплување, но најмногу страда од климатските промени. Африка ќе биде најтешко и неверојатно прва погодена. Затоа африканците имаат најмногу во залог и можеби повеќе од другите имаат интерес да се донесе силен, применлив договор во Копенхаген. Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство вели дека во 31 држава во светот има недостиг од храна. Најголемиот дел се во сушните предели на Источна Африка. Западна Африка е исто така тешко погодена. Мали, Чад и Нигер се во исклучително лоша состојба. Преговарачите во Копенхаген веќе ветуваат помош за земјите во развој, но што ќе влезе во завршниот документ и дали ќе биде доволно и навремено е друго прашање. Кенески хор на момчиња ја воодушевува публиката каде да се појави во светот, но меѓународна препознатливост доби по изведбата на инаугурацијата на председателот Барак Обама во Вашингтон минатата година. Гласот на Америка ги посети и денес ви ја донесуваме нивната приказна. Од широките предели на африканската савана до инаугурацијата на американскиот председател Барак Обама, овие момчиња ја трогнуваат публиката каде да одат.
На овој ден тие вежбаат во главниот град на Кенија, Најроби. Пеат класична кениска песна Малаика, што значи ангел на свахили. За 20 годишниот Мичел Мавамодо, пеењето во хорот било како да е во рај. Bonding with friends, there's the traveling, that's the best part of it. Градиме пријателства, патуваме заедно, среќаваме нови луѓе, одиме на места каде го покажуваме талентот и каде никој не гледа лошо. Прекрасно е, вели тој. 40 члениот хор е формиран во 1998 како училишна активност, но набрзо почнал да прима членови од други училишта. Најголем дел од членовите доаѓаат од сиромашни делови на градот, каде семејствата заработуваат помалку од $1 на ден. Джозеф Мујале Инзаи е основач и директор на хорот. Тука се позитивно ангажирани. Ако не е ова, тогаш ќе забегаат во лоши работи, дрога и слично, толку често кај семејства со мали примања. Тука им се шири хоризонтот, сега имаат повисоки цели во животот. А звездениот момент за нив дојде кога има изведба на инаугурацијата на председателот Обама во Вашингтон, пошто добија понуда за снимање од Universal Records. Така е сниман компакт дискот Духот на Африка, што се искачи на 9-то место на топ листа во Велика Британија. Но тука не застануваат. Тие имаат големи планови за иднина со различен вид музика на различни јазици. Овие кенески момчиња себе си се сметаат за амбасадори на Кенија во странство, улога што ја сваќаат сериозно и со радост. Утре во News Flash, убавините на Мачу Пичу. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.